Добре дојдовте во првото видео обраќање на Цивил, во кое ќе соопштиме неколку информации кои се обработени до нешто по 12 часот денеска, информации кои доаѓаат од целата земја. Од полноќ синоќа започнаа со своето наблюдување краткорочните наблюдувачи на Цивил, кои им се придружија на 20-тината долгорочни наблюдувачи во изборниот процес. Ние во денешното видео обраќање ќе соопштиме неколку наводи кои се однесуваат на најмногу на кршењето на изборниот молк. Наблюдувачите на Цивил веќе од почетокот на изборниот молк на полноќ бележат бројни случаи на кршење на изборниот молк. На самиот почеток сакаме да истакнеме дека некои содржини на социјалните мрежи кои ги објавуваат политичките партии се вешто за обиколување на правилата за изборен молк и формално можеби не го кршат изборниот законник, но може да се протолкуваат и да се доживеат како пропагандна активност. Како и да е, од тоа што го бележи мониторингот, гледаме еден случај на пропагандна активност на одредена партија во општина во источниот регион, каде што, иако не е директна пропаганда на социјалните мрежи, се работи за мал партиски собир на јавно место, што е кршење на изборниот молк, што е спротивно и на почитувањето на други мерки, односно стандарди, кои се дел од изборните практики. При тоа забележливо е исто така и дека присутните не се придржуваат кон мерките за заштита од коронавирусот. Понатаму, дистрибуција на флаери од една политичка партија во изборен молк се бележи во центарот на Скопје. Се уште се обработуваат материјали кои се однесуваат на другите општини во државата, меѓутоа ова е документиран случај. Понатаму регистрирани се 27 спонзорирани содржини со политичка реклама на Facebook од 6 политички партии до 10 часот утринава. Во моментот кога се сумираа тие резултати околу пладне, пред да започнеме со изработка на овој извештај, гледаме дека преостанале содржините на уште 5 политички партии со политичка реклама на Facebook. Според експертите со кои се консултираше Цивил, ова е недозволива, односно недозволена противзаконска активност на политичките партии. Се бележи исто така и една спонзорирана содржина од политичка партија на онлайн играта Spider во време на изборниот молк. Една политичка партија објави видео со политички пропагандни пораки 1 час по полноќ, откако настапи изборниот молк. Истата партија во моментов има 3 спонзорирани содржини според мониторингот на Цивил. Напоменувам дека бројките овде зборуваат за тоа до што дошол мониторингот на Цивил, меѓутоа тие бројки може бидат секако и повисоки. 2 Facebook страници блиски до одредена политичка партија објавуваат пропагандни содржини во изборен молк. Понатаму, висок представник на една политичка партија даде интервју кое се емитуваше во живо и на социјалните мрежи во 11 часот денеска, во кое не се воздржуваше од политички пораки и споменување на политичките партии и нивните представници. Се заедно се работи за активност која е спротивна на законот кој го регулира и изборниот молк. Една политичка партија делеше заштитни маски со логото на партијата, односно со редниот број на гласачкото ливче во близина на плоштадот Скендербек во 11 часот денеска. Понатаму говор на омраза и лажни вести се бележат и на Facebook страницата на едно медиумски експонирано лице блиско до одредена политичка партија. Во периодот на изборниот молк,
Po polnoć se beleži jedna objava со говорна омраза кон цивил и кон представници на организацијата врз етничка и политичка основа. Во објавата на Facebook страницата веќе подолго време позната како извор на лажни вести и говорна омраза, имаше и голем број сериозни закани до организацијата и до животот на луѓето кои се поврзани со нејзе. Објавата беше симната откако беше онлайн околу 10 или 11 часа, односно околу 10 часот и 30 минути при проверката, таа објава веќе ја немаше. Медиумската платформа на Цивил на македонски и на албански јазик редовно објавува информации од мониторингот на организацијата, а секако ќе се јавиме со уште едно видео обраќање уште денеска, а се разбира и во текот на наредните денови со нови информации и со нови наводи.